Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за еден проблем кој е резултат на современиот начин на живење. Какво е влијанието на работата од дома врз менталното здравје? Кои се предностите, но и негативните страни на дигиталната работа и како да се воспостави рамнотежа? За работата од далечина и менталното здравје денеска зборуваме со магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист психијатар во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме влог реклами, а веднаш потоа се гледаме во студијата. Работата од далечина понекога се рекламира како најдобар начин вработените да се чувствуваат психички и физички добро. Но дали реалноста е покомплицирана? Ќе ни појасни магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист психијатар во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Марија, чест ми повторно да бидам гостин на телевизија Телма. Денеска ве сакам да проговориме за една многу привлечна тема, бидејќи се наоѓаме во дигитална ера, каде што користењето на алатките како што се смарт телефоните, компјутерите, таблетот практично овозможува лицата да работат надвор од дома, а при тоа да се дел од некоја работна организација. Да, голем дел од вработените во дигиталниот сектор всушност работат од дома. Има многу примери во Македонија на лица кои што на ваков начин работат во помали или поголеми компании низ светот. Исто така во некои од големите IT компании во светот, вработените после пандемијата одлучија дека сакаат да продолжат да работат од далечина. И сега се навикнуваме ли брзо на ваквите промени, од кога ќе ги прифатиме промените, потешко ли ни да се вратиме на старо? Зошто некому одговара да повеќе да работи на ваков начин? Информатичарите и програмерите уште пред коронавирус пандемијата има оваа пракса и некако они на брзина го превзетоа тој тек, додека пак дел од другата популација која што се затекна за да го прифати моментот на нов стил на функционирање и работење, имаше одреден период каде треба да се адаптираат. Но веќе се согледува дека кај дел од лицата останува праксата да може да си продолжат непречено да функционираат и да работат на далечина од дома, а работата сепак да е во теки функционално. Што е тоа, знаете, индивидуално некако. До некаде зависи од тоа како лицето го има изградено работниот стил. Дали во својот дом си има најдено одредено каче кое што ќе го доживее налик на работна просторија, дали е усогласено технологијата и адекватната интернет мрежа за да може во секој момент да е достапен во комуникација. Воспротивно ќе видиме дека некако делува многу стресно и неприлагодно. Кај дел од луѓето исто така е позитивно, бидејќи го сметаа домот како комфор. Се чувствуваат дури во слободни во облеката која што ја носе и го има како привилегија и работното време да станат кога сакат и да завршат работата. И да не губат време во сообраќај додека се стигне на работното место. И стресот во сообраќајот, некој го зедоа како момент и на финансиски бенефит, бидејќи не троше многу на облека, на средства за транспорт и превоз, на гардероба и шминка. И знаете, потоа кога насобираме одредена сума на пари, тоа не значи одредена сигурност заради остварената заштита. И тие се, да речеме, одредените бенефити заради слободата да се го креира своето работно време. Се разбира доколку работодавецот тоа го дозволува. Кај дел од клиентите кога некако на брзина треба да се адаптираат, а дел од претходните работи не може како предуслов да ги имаат, се соочија со одредена напнатост и во моментот на прилагодување како стресна состојба и брзина на адаптација, но и како неможност да одговорат на можноста да управуваат со информатичките помагала, особено ако не беа вични. И во тој дел лицата навистина моментот на користење на работата од дома го доживеа како силен стрес. Дали имаат интернет, немаат интернет? Така, дали во моментот да инсталираат некоја апликација за да се поврзат или не? Дали на некој од домашните членови кои што во моментот се наоѓаат дома им треба компјутерот, дали имаат само еден компјутер или не, дали може да се снајдат преку паметните телефони и таблетите и навистина на почетокот лицата се соочуваат со одредени предизвици.
Морам да нагласам дека и жените како лица кои што работат од дома се соочија со дополнителен притисок. Дали практично тие се наоѓаат на работно место или се дома. Затоа што кога лицето од женски пол се наоѓа дома, тогаш веќе останатите членови од домот очекуваат дека мама е дома и дека мама покрај тоа што е на работа, всушност оствари мама треба да е мама дома. И тука има дополнителен момент помеѓу професионалното и емотивното соочување и балансирање на одговорностите. Сепак, они работат од дома и треба да ги исполнат одредени работни часови, како и обврските за кои што се дел од нивниот работен процес. Така е, справени се многу анализи како влијаеше овој период врз продуктивноста и менталното здравје на лицата кои што работеат од дома. Се забележа дека некои едва чекале да се вратат во канцелариите и на работното место, што значи дека не на сите позитивно им влијае изолацијата. Но сепак во IT секторот ова е присутно веќе, како што споменавте, подолго време, па како влијае работата на далечина врз продуктивноста, врз бројот на работни часови во домашната атмосфера? Работиме ли подолго кога сме дома? Најчесто и клиентите тоа кои што доаѓаат во нашиот кабинет, во психијатрискиот кабинет, соопштуваат дека кога ќе седнат зад компјутерот, практично како да го губат осетот за време. И дека поминуваат многу подолг временски период во истражување, во работење, во создавање на нови програми. Од една страна работата им предизвикува предизвик, но од друга страна кога ќе се свати дека тие луѓе долг временски период работат, во еден период осеќаат значителна исцрпеност и измореност. Се соочуваат со намалување на концентрацијата на вниманието, некако им се одразува и врз појава на напнатост, несоница, а при тоа се прашуваат што е, затоа што реално они во долг период наназад ги користат сите овие алатки за работа, а при тоа веќе осеќаат нешто што не е функционално како претходно. На тој начин може да влезат во фаза на согорување, каде што се ментално исцрпени, се соочуваат со замор, недостиг на енергија, им е потребно многу подолг временски период за да завршат работа која што претходно ја завршувале за краток период. Така да со текот на времето, доколку лицата не воспостават контрола, колку време поминуваат зад компјутерот, дали измеѓу прават одредена пауза, дали успеваат да се рекреираат, да направат и некој вид друг на активност, а да не биде тоа само ментална работа, таквите луѓе кои што значително се напрегат, може со текот на времето да се соочат со намалена продуктивност и квалитет во работата. Ако успеат да направат баланс и добра организација на работното време, а при тоа и работата им предизвикува задоволство, тие не имаат проблем со продуктивноста. Напротив, ќе создават многу успешни и програми и ќе одговараат на задачите. А што е со оние лица кои што работат во различни временски зони, кога денот го менуваат со ноќ, бидејќи работат во најразлични компании низ светот? Влијае ли нарушениот дневно-ноќен ритм врз менталното здравје? Како не? Навистина соочувањето со промена на тој така наречен циркадијален дневно-ноќен ритм значително многу се одразува на менталното здравје и повторно ќе кажам се одразува особено кога работиме на долги стази. Бидејќи реално кога се работи долг временски период, концентрацијата на мелатонинот во нашиот организам страда. Тоа е значи супстанца која што се состава во мозокот, но кога ние долг некако временски период сме со променет биоритм на живење, се одразува на стилот во смисол на заспивањето, квалитетот во спиењето, моменталната будност и повторно состојбата на хроничен замор. Посебно е битно луѓето да успеат да изнајдат начин како ќе одморат со оглед дека работата долг временски период, доколку се одвива како работа, пример, од 10 часот навечер до 4 до 5 сатот, бара одмор и квалитетно надополнување на сонот. А што е со онаа сина светлина
што зрачи од екраните, од компјутерите, од таблетите, без разлика на кој медиум се работи. Вела дека исто така сината светлина е проблематична кога станува збор за сонот и несоницата. Така, знаете, сината светлина е делот и спектарот и на сончевиот спектар и на боите од спектарот, и многу е битно за ние да се чувствуваме оптимално функционални и будни. Сината светлина е значајна, исто така и во регулација на еден начин влија и на серотонинот и на будноста преку овој хормон наречен мелатонин. Тука некако ни се поврзуваат работите, бидејќи исцрпувањето на сите овие снаги повторно го доведува лицето да се доведе во една состојба на зголемена напнатост, губење на менталната енергија, на менталната ефикасност, и ќе биде една понатамошна и дополнителна причина за појавување на согорување, односно така наречен бернаут. А несониците? Вклучително со несониците, бидејќи знаете кога лицето е изложено на една несоница, во смисол или да имаат потешкоти да заспиат, или доколку они заспиваат, но потоа се будат и не можат повторно да се воспостави сонот. Практично организмот сето ова како недоволно наспиеност на организмот го доживува како хроничен замор. И од тука луѓето стануваат нетрпеливи, раздразливи, импулсивни, потешко ги остваруваат работните задачи и се соочуваат со одредени негодувања од страна на работодавецот, или самите со својата критичност покажуваат дека немаат доволен квалитет. А што значи социјалната изолација, односно немањето контакти секојдневни со колеги? Реално, кога вака ќе размислиме, лицата навистина кога контактираат преку виртуелниот свет, они наидуваат на многу контакти. Но тоа што е битно за нас како луѓе е дека ние сме биосоцијални суштества, и на нас ни е многу битно да доживееме емпатијата, поддршката во реалните социјални контакти. Многу е битно да изнајдеме луѓе со кои што ќе го споделиме проблемот со кој што го соочуваме работното место, или да најдеме начин да проговориме за одредени, например, не така лесни или можеби понекогаш збунувачки или досадни работи кои што ги најдуваме во секторот на работењето. Реално тоа тешко може да се воспостави во комуникацијата со лицата преку виртуелниот свет, бидејќи тие не се лица со кои што ние можеме да го споделиме проблемот, а потоа и да го имаме чувството дека може да продолжиме комуникацијата и дружењето надвор од работното место. И од тие причини со текот на времето, знаете, се создава едно чувство дека лицата како да имаат некоја празнина, како да се сами, како да се изолирани од вистинските животни случувања. И тоа е еден момент кога знаете, се соочуваат со голема тага, се прашуваат што е со нив, зашто не можат да воспостават вистинска комуникација, дали тие правилно пристапуваат на луѓето. Се јавува налик на едно себе преиспитување, себе критикување, што всушност се едни од симптомите на социјалната изолација, односно чувството на осаменоста. Ова е една од причините зашто клиентите се обраќаат за совет, дали е нормално да се чувствуваат така оттуѓени од светот, или наидуваат на моменти кога ги користат нели социјалните мрежи како Инстаграм, ТикТок, Фејсбук, каде што ги гледат своите пријатели и врсници, каде имаат многу пријатни насмевки, се голем број на луѓе кои што дружат меѓу себе, а споредувајќи се со себе, имајќи го на ум дека и нашиот ум е доста критичен во своето функционирање, тие веќе дефинитивно го наголемуваат проблемот дали е нешто во ред со нив и постојано се преиспитуваат. И овие моменти, Марија, доведуваат лицата да почнат и да развиваат депресијата, бидејќи се разнишува личното чувство за себе вреднување и самодовербата. А што е со балансот помеѓу семејниот и професионалниот живот кога се работи од дома? Може ли да се направи тој баланс? Кога се е испреплетено? Тука зависат многу фактори. Личноста колку е јака да воспостави рамки и јасни граници со членовите од семејството, колку семејниот простор
на вистина како простор дозволува лицето да биде изолирано и непречено да функционира. Кои се очекувањата од членовите на фамилијата за присуството на членот и дали истиот може само да работи или пак треба и да работи да помага во домашните врски. Тука луѓето се соочуваат не само со професионални тешкоби, туку се соочуваат и со емоционални, затоа што знаете семејството е нештото кое што е најблиско до нас и ние тешко можеме да одолееме кога ќе бидеме повикани, а да не излеземе во пресрет на потребите на нашите блиски. Така да сметам дека е силен предизвик и може единствено да се направи со строго поставување на границите. Значи, строго поставување граници кај сите оние кои што работат на далечина во дигиталниот сектор, тоа го советувате. А има ли вистина дека голем дел од оние што работат на ваков начин, особено мажи, се соочуваат со еректилна дисфункција, односно со импотенција? Да, тоа и науката го покажува, но и секојдневната пракса. И тука, знаете, влијат повеќе фактори. Спомнавме стресната состојба, спомнавме развојот на депресијата, но и седечката положба. Првично, кога лицата се под силен стрес или пак се развива веќе депресија и депресивна состојба, се намалува потребата за остварување на интимни односи и сексуални контакти. И тоа може да биде дополнителен повод за лицата да се несигурни дали е намалено либидото или страда еректилната функција. Во моментот кога па особено лицата подолг временски период седат, се намалува циркулацијата, ние велиме во малата карлица, каде што реално имаме многу мала циркулација и доток на крв кој што е потребен за правилното функционирање на сексуален план. Дел од луѓето, особено ако се соочуваат и со зголемена телесна тежина и пропратни телесни заболувања, како што е шеќерната болест, зголемениот крвен притисок, ова може да бидат дополнителни ризик фактори кои што би влијаеле во појава на сексуална дисфункција. А како влијаат, да речеме, и тие содржини на интернет кога се следат? Негативно влијаат, знаете, тоа може да биде како причина да бидат предострожни што може да превземат за себе. Од една страна негативно, знаете, првен е тешко да се соочиме дека нашата работа може да биде предизвик или причина за појава на некоја состојба, болест, а од друга страна може да биде и еден мотив за лицата да размислат што треба да коригираат во нивниот стил на работа, како да ја координираат работата во текот на денот, за последователно да не настануваат овие промени. Кога луѓето се премногу напнати, понекогаш знаат и да посегнат по алкохол и слично, се забележува ли овој тренд повеќе кај оние кои што се соочени со некаква анксиозност поради брнаут синдромот предизвикан од работење во домашна средина? Реално да, особено тоа се случува кај помладите лица. Не дека ги исклучуваме и повозрастните, но некте до 25-та годишна возраст, кога се уште младите се во така наречен адолесцентен период и кога се уште се оформуваат како лица, долговремената работа пред компјутер и живењето во тој виртуелен свет, особено ако изостанува оваа комуникација реална надвор, може да доведе до развој на силни анксиозни состојби, каде што тие не знаат што се случува со нив и да посегнуваат како по алкохол, така и по некои од психоактивните супстанции, марихуана, амфетамин и слично. Идејата е да го смират немирот кој што го доживуваат во себе. Секогаш се свесни дека имаат проблем поради тоа, поради прекумерната изложеност на екрани, работа мислам дека пред компјутер? не се свесни. Претежно ги доживуваат состојбите налик на силна анксиозност, односно панични напади. И тоа е причината кога се јавуваат во центрите за итна медицинска помош, сметаат дека имаат срцев напад, дека срцето ќе им излезе од градите или чувствуваат налик на гушење. Потоа во меѓусебните комуникации знаат, речат, абе знаеш, дај написе нешто, ќе видиш како ќе ти помине. Ја така кога седев, така се напнав, но потоа видов дека помага, се растеретувам и сега се е во ред. А реално ние немаме работодавач кој што може од некоја страна да ги контролира и да ги анализира и го сметат како некој вид на придобивка во наводници.
бидејќи реално кога ние сме на работните места се знае дека работникот доаѓа и не сме да конзумира алкохол, ниту да дојде во алкохолизирана состојба. А кога се работи од далечина со вакви технички помагала, можноста работодавецот да го следи, навистина е потешка. Но големите компании ни светот веќе ги забележаа негативните страни на работењето од далечина врз менталното здравје, па се преземали нешто, прават ли некакви програми? Реално тие прават програми и првенствено овозможуваат адаптација на работното време, особено ако работникот доаѓа од земја која што е временски различна од просторот каде што е на работодавецот. Дополнително се флексибилни во однос на извршување на работните задачи. Се програмира начинот и се упатуваат каде може да користат психолошка поддршка или психијатриска како онлайн поддршка во разрешување на дадени дилеми или евентуално веќе создадени проблеми. Поголемо слободно време, имаат осигурување кои што го поддржуваат менталното здравје и менталниот напредок на лицето. Се разбира допрва и предизвик, бидејќи ние откако се случи коронавирус пандемијата, го согледуваме како проблем и веќе се изнаоѓаат и начини како ние треба да пристапиме спрема клиентите, према општата симптоматологија, но и спрема личните потреби на лицето, за да може да изградиме индивидуална стратегија во надминување или спречување на појава на несаканите моменти од работата со техничките помагала на далечина. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна и можете вие да се јавите на бројот на телевизија Телма, да поставите прашање на темата на кое што говориме и секако да добиете одговор на него. Доколку работиме на ваков начин, што можеме да направиме за да го зачуваме нашето ментално здравје? Што советувате? Реално јас советувам обвезно лицата да имаат вистински контакти со своите блиски пријатели, често да излегуваат, да користат прошетки во природата, да ги користат викендите за своји лични потреби и голем период од денот и слободното време да бидат меѓу луѓе. На тој начин се намалува чувството на осаменост и се добива вредност на нашата работа и на нашето постоење, односно социјална интеракција, да се поттикне среќа, емпатија. Емпатија, апсолутно. Да се практикуваат спортски вештини, секој по личен свој избор и потреба, да се внимава на телесното здравје, да се следи крвниот притисок, да се внесува здрава храна, бидејќи покрај работата, знаете, со некакво техничко помагало, најчесто луѓето знаат покрај себе да си принесат храна која што не е така здрава и постојано нешто да јадат и да грицкаат, што реално видено влијае врз зголемување на телесната маса и сите последици кои што потоа може да настанат. Значи психофизичкото здравје страда, не само менталното. Целокупното. Спортувањето е многу битно, бидејќи кога постојано се седи при работата, влијае на појава на болки. Болките исто така се фактор кој што, знаете, се поклопува невралниот пат помеѓу едниот механизмите за чувството, односно развојот на депресијата и чувството на болката. Зашто е тоа битно? Кога ние чувствуваме болка, дали во предел на рамењата или главата, со долготрајната користење на помагалото пред нас, или пак седиме, сензацијата на болка не доведува во една неспособност, недоволна концентрираност, потоа почнуваме да се преиспитуваме што е тоа што се случува со нас, бараме помош, од друга страна се соочуваме со моментот дали смееме да отсуствуваме од работа, како тоа ќе биде оправдано, стравот од прекор или прекин на работниот однос. Дополнително, знаете, кога лицата имаат болка, имаат потреба да лежат, они не можат да работат лежејки или треба да користат боледување. Сега тука се создава факторот дали кога се на боледување, всушност боледувањето може да го користат, а работат при тоа дома. И колку е тука работодавецот кој што ги одобрува, оправдува и дали ги разбира. Многу е битно да се има апсолутно одржување на спортските навики. А доколку некој ви се јави со депресија или анксиозност поради работата од дома, што се презема? Може ли со антидепресиви да се реши проблемот, кога и понатаму тој перзистира, и понатаму работникот ќе работи на истиот начин?
Двата сегмента се офаќаат. Нашата работа не секогаш е само медикаментозна. Понекогаш многу помагаме и со збор. Само да се дадат добри инструкции, да се изслуша добро клиентот, кои се тешкобите, како денот го износува, како го поминува. Веќе практично ние знаеме каков е стилот на функционирање и лесно е да зададеме одредени задачи кои што може потоа да ги применува. Реално, доколку се развие депресивна состојба, ние мора да ја лекуваме таа состојба со лекарства, бидејќи депресијата самата по себе не поминува. Не поминуваат ни стресните состојби, доколку ние не им ги укажеме на клиентите како настанал стресот, како се одржува стресот и како ние може да го спречиме стресот, односно да увиди која состојба го доведува во стрес. А влија ли врз нашето ментално здравје работата што ја работиме, професијата што ја работиме? Што доколку сме незадоволни од она што го работиме? Многу влие и многу значи. Работата, навистина, ако ни е задоволство, ние ни доживуваме како работа и терет. Напротив, пристапуваме со елан и ни носи себе гратификација. И чувство на задоволство, на оствареност и слично. Работата исто така, без оглед каде и да се врши, е битно работникот да ја доживува како пожелно нешто. Многу е битно да се разграничи дали работникот го доживува просторот на работа и лицата кои што го обкружуваат како позитивни, а не само работниот процес и самата работа. Бидејќи едното со другото мора да биде компатибилно. Така токсична средина влие страшно врз менталното здравје. Влијаела лицето да се чувствува осамено, бидејќи ќе нема простор за поддршка и лице на кого би се обратило за да се разреши даден момент, дадена ситуација или чисто во времето на паузата да има со кого да исконтактира. Значи двете работи се поврзани Абсолютно. Едно со друго. А што ако чувствуваме незадоволство, но не можеме да го напуштиме работното место, знаеме каква е социоекономската состојба кај нас. Како тогаш да се реши проблемот? Пожелно е пропаѓаме психички. Така, пожелно е да се преиспита кои се факторите што го создаваат незадоволството. И дали и што можеме тука некако да измениме и промениме. Може да е личниот карактер на личноста, може колку личноста успева да се прилагоди или може навистина работиме во токсична средина. Секогаш може да се изненат одредени капацитети кај лицето кои што ќе ја надмине состојбата. Потребно е само да е свесно дека нештата се непријатни и дека нешто не е во ред и да сака да побара стручна помош. Секогаш кога ќе побара, верувајте дека самите се спремни да се реши состојбата и проблемот. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Од Охрид се јавувам. Така. На прашање до докторкава, имам години страдам од депресија. Дали може да разговарам? Да, ве слушаме во програма сте. Значи, само следите го разговорот преку слушалката, не преку телевизорот, намалете го тонот на телевизорот. Значи, споменавте дека имате проблем со депресија. Да, со депресија имам проблем. Хелекс пијам, утро и навечер, пароксетин, секаде сум бидена, имам проблем со работава, не можам да се снаоѓам сега од кога фати коронава, уште повеќе ме фати мака. Дали вие работите од дома или работите во конкретното место на работодавецот? Моментално не сум работена, ама ми сметат излегов на работа ради проблеми, вака докторка што кажеше дека не можам да работам, дека заборавам. Значи имате... Не сум работена. Така, не работите бидејќи имате очигледно одредени проблеми кои што влијаат на сето тоа. Уште некој подпрашање дали имате, докторке? Евентуално, дали само работното место е тоа кое што влијаело или има и други причини кои што може би биле... Работното место најпоќе ми почнав да заборавам, предководство работев, почнав да ги заборавам работите. Не знам што е проблемот со мене. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Што советувате во една ваква ситуација? Реално,
заборавеноста може да потекнува не заради, да речеме, старечки проблеми, туку понекогаш кога сме премногу насекирани, загрижени, кога постојано себе се преиспитуваме и сме под стрес и под притисок, да биде причина како да делуваме збунето или заборавено. Таквите моменти предизвикуваат, например, лицето да се чувствува неспособно да заврши работата и може и вака да биде како нашата гледачка причина да се повлече од работното место, за да не се чувствува и понатака дека не може да извршува работата. Реално тука треба два фактора. Да се увиди терапијата, да се следи редовно како клиент, евентуално да се коригира терапијата и да се увидат дали постојат други елементи и фактори кои што може го условуваат обстојувањето на оваа причина на збунето со оптовареност на работното место. Односно дали имаме и социјални фактори кои што го условуваат. Но може да се реши со разговори, со психотерапија. Апсолутно. Психотерапијата тука многу помага, како и адекватно моделирање на терапијата. Не секогаш, например, само видот на треба да се избере видот на антидепресивната терапија која што се дава и со што истата би требало да се комбинира. Да се комбинира за да се најде најдобрата комбинација што ќе даде резултати. Така да слободно навистина ве охрабрувам, кога ќе бидете во можност, би можеле да излеземе во пресред, слободно да се закаже како преглед. Така. А што советувате за лицата кои што се во депресија? Дали понекога за нив можеби е подобро да работат од дома? Искрено сметам дека лицата кои што се во депресија треба што повеќе да бидат стимулирани, да бидат во заедницата и да бидат меѓу други луѓе. Бидејќи и самите се соочуваат со потиштеност, со намалена енергија, намалена волја за работа. И доколку ние ги оставиме дома, тоа може да биде како причина зашто да кажат: не знаеш, не ми е добро, јас сепак ќе си останам тука, види, одложи ми за работа, по една недела ќе се отидам, ќе се појавам и слично. Но кога лицето кое што во депресија ќе го мотивираме, доколку веќе настапува подобрување на здравствената состојба и веќе се враќа волјата и интересот за работа, во таквите моменти можеме лицето да го вклучиме во работен однос и ангажман, тогаш е подобро да биде во самата работна организација. За лицата кои што се во депресија навистина не се советува да остануваат дома, напротив, им треба секако вид на поддршка и поттик за социјална интеракција. И поттик за социјална интеракција. Често ли работите со лица кои што страдат од вакви проблеми поради користењето на современи алатки во процесот на работата? Реално да, се соочуваме со доста појава на голема заинтересираност кај помладите лица, негде до 25 годишна возраст. Тие се дел од дигиталниот сектор или воопшто што седат долго пред компјутер и играат? Најчесто се дел од дигиталниот сектор. Најчесто се дел, но има и млади кои што голем дел од времето го поминуваат пред компјутер на социјалните мрежи. Но знаете, кај вториот тип на помлади луѓе, тие најчесто се споредуваат со содржините кои што ги гледаат и се доведуваат во една состојба на себе деградација, као не сум доволно добар да бидам дел од нив или зашто ова на мене не ми се случува и постануваат многу тажни, раздразливи, побаруваат многу работи од родителите и слично. Додека пак кај лицата кои што подолг временски период работат како програмери, дел од нив се јавуваат и побаруваат помош заради силната анксиозност и паничните состојби. Предходно се упатиле и извршиле низа на интернистички прегледи, им било укажано дека апсолутно со нивното телесно здравје се е во ред, освен појава на забрзана срцева работа, која што всушност е тука делот од симптоматологијата на вознемиреноста, а потоа практично ги советуваат и самите интернистички служби дека треба да се обратат на психолог или психијатар. Значи, често имаат панични напади и сега може да се средат тие во брз временски рок? Од прилика за месец дена, да. Значи, за месец дена би се ставила ситуацијата под контрола? Бидејќи реално со помош на лекарствата на почетокот мора, ако е силна и изразена состојба, чести зачестени панични состојби, појава несоница, таквите симптоми задолжително бараат лицето да биде поставено на медикаментозна терапија. Потоа
психотераписки и со чести разговори им се укажува кои се причините, како достигнале до момент на оваа состојба. Они се доста интелигентни, навистина дори голем дел од нив се и со надпросечна интелигенција, многу се заинтересирани, соработливи и верувајте дека самите потоа се едуцираат, читаат и на наредните средби доаѓаат доста информирани, желни и спремни да си помогнат. Навистина следат голем дел од советите кои што ги даваме и на брзо време се постигнува квалитет во лекувањето. Добри резултати. Да. Сметате дека оваа тема за која што денеска зборуваме во наредните 5 години ќе биде се поактуелна и поактуелна? Навистина верувам во тоа, бидејќи веќе паметните телефони и компјутерите постанаат дел од нас. На тој начин ние секојдневно го живееме нашиот живот, се информираме, комуницираме, го олеснуваме начинот на меѓусебната комуникација и добро е да се изградат добри стратегии, добри планови за лицата да не се соочуваат со ментални проблеми, туку во поголема мера да имаат подобар начин на функционирање и работење. Моето последно прашање за денеска е кога да се јават кај стручни лица оние кои што чувствуваат ваков тип на проблеми, а им е поврзано со начинот на работа? Кога ќе осетат поголем замор, ако чувствуваат потреба многу да јадат и да се прејадуваат, ако се соочуваат со намалена концентрација и внимание, телесните симптоми, налик на немање на рамнотежа, потешкотија, срцебиење, гушење, и веќе појавата на несоница, тоа значи дека стресот, стресните состојби, анксиозноста обстојувале подолг временски период. Сите овие моменти се веќе предуслов да се јават и да побарат консултација и преглед. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Обработивме на вистина една интересна тема, еден проблем кој што е поврзан со современиот начин на живење и станува за жал се поактуелен. Така е. Мило ми ја што можев да проговорам на оваа тема. Навистина сакам што побрзо да се направат адекватни алатки за надминување на состојбите и лицата да не страдаат до овој степен. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и благодарам и на докторката за гостувањето. И се гледаме секој работен ден секако на Телма. Пријатно. Благодарам.